Метларката која ИСАР ја набави од поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев за 85.000 евра, повторно троши пари на граѓаните. Сега за неа од истата фирма се набавуваат резервни делови за 22.500 евра, обвини на прес ВМРО ДПМНЕ. Значи најскапата метларка во Македонија се расипала и за неа ќе достави делови токму фабриката блиска до СДС и во собственост на поранешниот втор човек во државата. Профитерите на локално ниво, во соработка со поранешни и сегашни функционери од власта, во време на економска и здравствена криза си прават сделки кои резултираат со нивно богатење на државна сметка. Власта не само што рекетира, не само што криминализира, туку неколку години и тендерира од парите за јавно добро, а од друга страна бесрамно и лажно убедува дека државата нема пари за справување со кризата и потребно е земање на безнословни кредити. Но ова со писмено соопштение реагира од ИСАР. Набавката која ја споменува ДПМНЕ е набавка на резервни делови составена од два дела. Во дел 1 се ставени резервните делови за двете рачни моторни машини за метење набавени од раководството на ДПМНЕ во 2015 година во висина од околу 23.000 евра кои никогаш не беа ставени во функција. Дел 2 е набавка на резервни делови и потрошен материјал во рамковна спогодба за период од 1 година за новата машина за метење. Договорот на набавка не значи дека истиот во целост ќе се реализира во текот на тековната година. Стои во реакцијата.